Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука имаме гости, но пред да ги најавам гостите и секако пред да го започнеме разговорот со нив, една кратка најава. Веќе информиравме дека на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, на 14 и 15 февруари се одржа првиот климатон во Битола. Климатон е глобална иницијатива која обединува 60 градови кои бараат решенија за клучните климатски предизвици ширум светот. Се организира од 2015 година, а досега се вклучени околу 600 организатори и одржани се над 1000 настани со над 30.000 учесници. Во Битола за прв пат се организира овај климатон, а организиран беше од Центарот за развој на менаџери и предприемачи СИД-хаб од Скопје со поддршка на Фондацијата Отворено општество Западен Балкан и општина Битола. Настанот беше структуриран како интензивен дводневен хакатон на кој пријавените тимови работеа на развивање решенија за еколошки предизвици специфични за Битола, како загадување на воздухот, енергетска ефикасност, управување со отпадот и слично. ФИКТ беше домаќин на 50 студенти, средношколци и ентузијасти, поделени во 10 екипи. Средното општинско техничко училиште Ѓорги Наумов од Битола на климатонот, кој што за прв пат се организираше во Битола, како домаќин или веќе кажавме Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, учествуваат 3 екипи и една од трите екипи ја освои наградата на климатонот, $6.000 американски долари. Денеска во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола во емисијата Студентски парламент гости членовите на тимот кој што победи на климатонот, предводени од нивната професорка Александра Колевска-Јовановски, инаку магистрантка на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Александра, здраво и добре дојде во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола. Здраво. Да кажеме дека Александра, додека беше студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, беше и соработник во Универзитетското радио, па еве се гледаме во студиото на UKLO FM по подолги години. Пред да започнеме со нешто значи разговор за работата на тимот кој што победи на климатонот, што се случи со Александра по завршувањето на додипломските студии, потоа втор циклус студии, веќе кажа во најавата магистрант на ФИКТ. Да, значи вака, јас откако завршив со дипломските студии, запишав втор циклус на магистратура на исто Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола и потоа започнав со работа како професор. Прво бев во различни училишта, во Горната гимназија, Земјоделско, Саба. Исто така бев асистент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, па запишав и педагошка доквалификација и еве сега сум професор во Средното техничко училиште Сото Ѓорги Наумов од Битола. Добро, значи имаш искуство во работа со деца, со млади, не деца, веќе млади се, тоа возрастни луѓе би рекле. Како дојде до тоа да работиш со тим ученици кои што ќе учествуваат на овај настан, на климатонот? Ние уште од почетокот на оваа учебна година имавме иницијатива со дел од учениците да започнеме да работиме на некои проекти. Идејата беше сепак нешто еколошко. Ние имаме неколку во позадина изработени проекти, но откако се дефинира темата точно за климатонот, ние активно во тие 2 дена работевме напорно заедно со учениците со цел да постигнеме добри успеси и сепак еве видовме дека се исплати трудот кој што го посветивме.
Во студиото на Универзитетското радио се сите членови на тимот победнички, но еве да ги слушнеме имињата од вас. Ајде, значи имињата на 6 ученици од победничкиот тим се Димитар Србиновски, Ристијан Ристевски, Никола Алексовски, Емилија Југовска, Христијан Атанасовски и Андреј Манасиев. Сите ученици се од различни години, што значи имаме застапеност на 2, 3 и 4 година. Предпоставувам со нив работите интензивно од почетокот на учебната година, значи од септември 2024. Тимот кој што го одбравте да работи заедно со вас на климатонот, најдобрите ученици или оние кои што имат најлуди идеи, како што рече и ректорот Игор Неделковски на отворањето на климатонот. Тимот е составен од ученици кои што имаа желба да соработуваат, кои што ја имаја слушнато мојата идеја за на кој начин сакаме да работиме, па на тој начин сами се избра кои ученици ќе бидат во овој тим. Некако кога ќе се рече ученици во техничко училиште, првата помисла е дека веќе се добро информирани за она што значи информатика, напредна технологија, како сето тоа да го вклопат во нешто што би било како завршен производ, било тоа да е апликација, некоја платформа и слично. Но секако она што го имат како знаење од некои наставни активности се допрецизира или се утоночува токму на часовите кои што ги држите во средното училиште. Така, значи дел од знаењата учениците ги стекнуваат и во текот на часовите. Нормално програмата во техничкото училиште е насочена кон тој дел за информатички науки да се изучуваат, но мора да се потенцира дека овој дел најмногу се истакнува на воннаставните активности. Значи, сепак учениците за да постигнат толку високи резултати како овој, значи овде е потенцирано дека се работеше воннаставно, па тоа е резултатот. Знаењето што го имавте стекнато на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии веројатно доста придонесе за да се постигне резултатот. Апсолутно. Значи тоа знаење е водечко во цела приказна. Значи тука ги поставивме темелите на сето она, но покрај на науката да речам, што ја научивме таму, стекнуваме и дополнителни начини на комуникација, изразување и сето тоа како склоп добива до високи резултати. Да, имајќи предвид дека кога се зборува веќе за информатичките науки, информатиката, технологијата, секојдневно излегуваат некои нови нешта кои што треба да се применат, морате да бидете во тек со се она што се случува на глобално ниво, би рекли. Така, значи информатиката и општо технологијата е наука која што е од широк опсег, па поради тоа ние мора да сме постојано во тек, постојано да ги следиме новостите со цел да можеме да го пратиме трендот и да сме насочени кон она што е актуелно. И сега се оддалечивме можеби малку од климатонот, но ќе се вратиме на него и во разговорот еве со вас. Почнав малку и на вие и на ти. Како и да е, слушателите мислам дека нема да ни замерат. Значи да се вратиме на климатонот. Развивте во текот на тие 2 дена, на 14 и 15 февруари, што? Значи вака, ние во тие 2 дена развивме проект кој што главно е насочен кон подобрување на квалитетот на воздухот во Битола и подигнување на еколошката свест кај граѓаните. Значи целта е со овој проект да се создава свесност, но и директна можност за подобрување на квалитетот на воздухот со цел Битола да стане почист и позелен град. Ова кратко кажано, но за точно што се е вметнато, да речеме, во овој проект, ќе поразговараме и со учениците кои што работеа на него, но она што мене барем вака ми е интересно, а што го разговаравме пред почетокот на овој разговор, претходно не се подготвувавте, значи немавте некоја готова идеја со која што заминавте на климатонот за да ја доработите, иако имаше и такви тимови кои што веќе ги има изработено проектите и на самиот настан има едноставно, да речеме, разговори со некои од менторите, па како да се изработи планот, како бизнис план, нели? Но вие дојдовте
практично не неподготвени, туку решивте веројатно токму на денот на деновите кога ќе се одржува овај настан, тогаш да добиете идејата и да ја сработите. Така, значи главната инспирација ние ја добивме кога видовме дека темата е за подобрување на квалитетот на воздухот и ние веќе започнавме да размислуваме што би правеле, како би правеле, но сепак на денот во петокот кога започна климатонот, ние заедно со тимот од ученици тогаш се насочивме кон што точно треба да биде изработено на овој климатон. Напорна работа или? Многу напорна работа, може да се каже, бидејќи ние не застанавме кога, да речам, заврши времето на просториите во ФИКТ, туку ние продолживме се до вечерта, баш до 1 сато имавме вечерта состанок со учениците, доста интересно делче беше, така што се бајлето повторно, напорна работа и продолживме да го стекнеме крајниот резултат. А крајниот резултат, веќе кажавме, освоена награда, највисока, барем во поглед на она што како хакатони се организирале во Битола, еве на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, досега толку висока награда немало, барем според моите сознанија. Да, и моите сознанија тоа го кажуваат. Висока е наградата. Сега се уште во моментот немаме целосно искоординирани разговори со донаторите, но секако дека ќе се реализира. Сепак што ми имаме повеќе информации, ќе ве контактираме и ќе ве информираме за следни чекори. И сега пред да го продолжиме, мислам да ја продолжиме емисијата со разговори со учениците кои што учествуваа и беа дел од победничкиот тим, што рекоа колегите во техничкото училиште, подобивањето на информацијата. Така, значи во нашето училиште доста беше прославено, бевме пречекани со многу позитивни зборови од страна на сите колеги и општо сите што не сретнуваа, да речам, сите ни честита, многу позитивно, прекрасно чувство. Инаку кажавме, веќе имаше уште 2 други тима кои што работеа од техничкото училиште. Добивањето на наградата не значи дека останатите не биле вредни. Напротив, кога разговарав со директорот на СИДХАП, господинот Кушевски, кажа дека на повикот се имале пријавено околу 50 или 60 екипи, меѓутоа бидејќи тоа е навистина голем број и на еден ваков настан не би можеле сите во 2 дена да можат и да сработат и да се презентираат, избрале 10 тима, значи најдобри, значи вие како најдобри од тие 10, а останатите вкупно, нели, колку доаѓа 9 кои што учествуваа како екипи, навистина биле за поздравување и затоа беа повикани одбрани да учествуваат на хакатона. Така, како што кажавте, значи тешка била конкуренцијата за да се избери кој ќе биде победникот, но пред се големо задоволство и чест ми е да кажам дека во овој случај ние имавме победа, издвоивме победа преку тоа што учествуваа и фирми, и студенти, и други средношколци од други училишта. И од други градови? Да, и од други градови. Доста интересно, предизвикувачко во секој случај. Сега ќе направиме музичка пауза, па ќе го продолжиме или ќе продолжиме емисијата, да ги слушнеме и учениците кои што беа нели активни во сето она што значи изготвување на проект кој што допрва треба да се дореализира, еве така да кажеме. Почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само
знам, велат дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен зрак, ти си И сега, како што рековме претходно, да поразговараме и со учениците од Техничкото училиште Ѓорѓе Наумов од Битола, кои што беа дел од тимот кој што победи на хакатонот. Подсетуваме уште еднаш, климатонот се организираше или се реализираше на 14 и 15 февруари на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, факултетот како домаќин, СИД-хаб како организатор, со поддршка на Фондацијата Отворено општество Западен Балкан и општина Битола. Димитар Србиновски, ученик во 4-та 4. Димитар, честитки еве и за тебе и за целиот тим за освоената награда. Претходно кога разговаравме со професорката Александра Колевска-Јовановски, која што ви беше на некој начин и ментор и предводник на тимот, кажа дека убава екипа сте биле собрани, дека напорно сте работеле во тие 2 дена додека се одржуваше климатонот и резултатот е веќе видлив. Од самиот старт, да речем, кога се собравме како екипа, кога се видовме на првата средба, се виде дека во оваа екипа навистина има иднина и дека и понатаму ќе продолжиме да работиме на вакви проекти. Кога отидовме на факултетот, искрено на почетокот малку се уплашивме од страна на конкуренцијата, но потоа кога вториот ден кога беше презентирањето, свативме дека навистина, дека после нашата презентација дека можеме да победиме и дека стварно направивме една одлична работа во целиот тој процес на факултетот. Значи со позитивна трема сте заминале таму. Конкуренцијата си го направи своето, значи ве поттикна и ве мотивира уште повеќе да се вложите себе си. Кога се договаравме за вашето гостување во програмата на Универзитетското радио УКЛО-ФМ Битола, кажавте дека практично сите кои што бевте членови на тимот работевте на одделни задачи кои што си ги имавте зададено. Па да, тимот беше поделен на неколку групи, односно сектори, и секој сектор се залагаше за одреден дел во целиот тој процес, во целиот продукт кој на крајот го направивме. Јас конкретно се занимавав со веб апликацијата и со делот од програмирањето и поврзувањето на физичкиот модел со апликацијата. Останатите членови можат да ви кажат за својот дел, да ви објаснат подобро. И сега конкретно за твојот дел рече веб апликација, нешто што како знаење, мислам, изработка на веб апликација си го стекнал во училиште или и надвор од него? Па знаењето се добива секаде, значи и во училиште и надвор од тоа. Нормално треба секој ученик да сака да се залага и надвор од училиштето да стекне способности за да може да се надпреварува со вакви конкуренции како што се надпреварувавме ние. Но сепак во техничкото училиште ние сите стекнуваме одредено знаење и тоа не е мала работа. Секога се работи за веб апликација, треба да биде привлечна за оној што ќе ја види,
па да посака да ја симни, за да ја има и да ја користи, нели? Што се е потребно за младите, но и еве и повозрастните да се направи за да биде привлечна? Па една апликација, најбитни делови на една апликација се едноставноста, функционалноста и дизајнот. Нормално, ако дизајнот е добар, уште на прв поглед апликацијата ќе изгледа одлично, а функционалноста си го прави своето, за тоа се да работи, да се спои во еден пакет и да работи како што треба. Кога ќе се рече веб апликација или изработка на веб апликација, тоа за нас вака лаиците изгледа како нешто многу сложено, тешко, и нормално дека е сложено и тешко за луѓе кои што немаат познавање од таа област, но за 2 дена или ден и пол да се изработи веб апликација и еве тоа придонело да се добие првата награда, значи имаш добро познавање или одлично познавање од оваа област. Па, нормално, кога се работи на некој проект, потребно е да се земи ризик, значи, еве, јас конкретно имав многу мал број на часови на спиење помеѓу 2 дена на настанот и сака цело време на работа и труд, и претходно кога сум работел напорно, тоа сега ми даде еден, да речем, едно знаење, за јас да можам да го доработам ова во овие 2 дена. Одлично, значи ќе се навратиме повторно за она што значи изработка на веб апликација, да ги слушнеме и останатите. Ристијан Ристевски, ученик во 4-та 9. Здраво и тебе. Здраво. Кажи ми сега, твојот дел кој беше како задолжение во овој тим? Мојот дел беше програмирање на Ардуиното и електричното поврзување, а потоа се префрлив и во одделот на финансија, односно ги пресметав бројките. Значи, ова било тешка работа, нели? Или? Да, беше тешка Ардуиното, односно се... Што значи тоа? Ајде, кажи ни. Ардуиното ни е микроконтролер со кој можеме да извршуваме некои се одредени работи. Така. Јас го програмирав Arduino Rev 2 Wi-Fi, со него се среќавав прв пат. Имав потешкоти некои си поврзување со веб апликацијата, што спомна Димитар, така да ние бевме различни, односно работевме на 2 различни работи, но сепак на крајот краиштата нас патовите ни се споја и мораше да работиме како едно. Сега рече дека тоа беше нешто што го сретна за прв пат, меѓутоа да кажеме дека работевте со ментори, имавте помош од ментори, кои што може да ви помогнат во одредена област, негде каде што ќе сетевте дека имате проблем, дека не можете да излезете на крај со нештото. Имавме, да, ментори, тие ни беа одделот за финанси, за бизнис, тие ни дава совети како да направиме подобар бизнис, како да изградиме подобра презентација. А во твојот дел, ментор? Во мојот дел сакам да се заблагодарам до менторите од Кромберг и Шуберт и класната Александра. Тие ни дадоа најголемо знаење и Ардуиното како работи сето функционалноста, тие ни беа како едно знаење кое можевме да го искористиме на хакатонот, односно климатонот, за да постигнеме одличен успех. Да. Рече дека кога го сработи твојот дел, мораше заедно потоа да работиш со Димитар за сето тоа да го вклопите, значи тимска работа во секој поглед. Да, значи Ардуиното работи како посебен систем, апликацијата работи како посебен, но ние имавме таква цел да направиме што тој сензорски склоп со Ардуино направен да биде поврзан на апликација. Така требаше се подесат некои параметри со микроконтролерот со Ардуиното, заедно исто така со базата што изгради Димитар, за да работи се безпречено. Предпоставувам или сигурна сум дека нели по фазата на доработка на ова што го работевте на климатонот, имаме можности практично да го видиме она што сте го сработиле, но до тогаш нели ви предстои уште доста работа, па еве ќе ви посакам и понатаму да продолжите тимски да работите. Ајде сега со уште Никола Алексовски, тој е ученик во 4-та 9 и заедно Никола работеше со Андреј Манасиев. Андреј Манасиев од 2-та 6. Која беше вашата задача? Па нашата задача беше да се пронајде идеи каде што во исто време имам еколошки напредок, а исто така се остварува профит. Тоест може да се одржи нештото. Да биде одржлив проектот што сте го работеле. Рече истражувавте. Главно во маркетинг ресерч, цел маркетинг може да се каже. Ги пребарувавме нашите компетитори, баравме идеја како да направиме нашиот производ подобар и како да се истакнеме од останатите. Работевте, значи, бизнис план, маркетинг и финанси.
Не, финансиите ги работеше Друга екипа? нашиот другар Ристијан. Ќе го прашаме подоцна него за финансискиот дел. Ти како се вклучи заедно со твојот ученик? Па јас и Никола заедно работевме, како што кажа тој, на истражувањата. Истражувавме од секакви извори на интернет, па можевме да заклучиме дека сме најефтини според тоа што го израчунавме, најефикасни и најмобилни. Па затоа успеавме да добиеме вакви резултати. Тешка беше и вашата работа? Порано сте работеле нешто вакво слично? Па не беше толку физички тешка, но психички беше тешка затоа што менторите нон-стоп ни дава идеи и тоа не заморуваше ти. Ние раздлабочувавме во некоја идеја, но на крајот излезеше дека тоа нема време да се направи, па затоа Одевте на други решенија, баравте така? Баравме други решенија и тоа не уморен едноставно. Ученик во втора година, прв пат на ваков настан. Да, ова ми е прво искуство каде што одам на голем проект и можам да кажам дека може многу да се научи од ова и во иднината има многу успеси. Втора година до четврта, па и понатаму се надевам на факултет ќе имаш можност да го продлабочуваш своето знаење, исто како и твојот колега, не? И за тебе прв пат учество на... Да, ова ми е прв пат. Добро, како ја прифативте идејата на вашата професорка? Самите се пријавивте или? Па како што рече нашата професорка, беше како наша желба. Првенствено ваша желба. Да, таа како ни предложи идеја и ние сидеш имавме како желба за нешто да се реализира, да се работи. Ние се пријавивме во тоа и ете, донесе до одличен успех. Мене искрено професорката Александра ми остави добар впечаток и јас сакав да соработувам со незе. Исто така сакам да се дружам и со другите деца и сакам да направиме голема дружба. Првенствено дружбата, па потоа се останато што се... Најбитни се другарите. Одлично кажано, а твоите останати другари, членови на тимот, ќе ги слушнеме по музичката пауза и повторно ќе кажам, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. На тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш, како што те мислам јас. Фантазија и ризик, би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја стонам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас
И еве не повторно назад, почитувани ве подсетуваме следите емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛФМ Битола и иако не се студенти, но ги очекуваме како студенти по таму 1, 2, 3 години, зависно кој во која година е, ученици од Средното општинско техничко училиште Ѓорги Наумов, победници на Климатонот, кој на 14 и 15 февруари се организираше во Битола, прв ваков настанот Климатон. Останува да ги слушнеме уште Емилија Југовска и Христијан Атанасовски. Здраво, ќе ви речам и вам. Здраво. Вие работевте на што врзано за апликацијата, поточно за она што како решение еколошко го подготвивте и за кој што добивте првата награда на Климатонот, Емилија? Јас и Христијан заедно работевме на, може да се рече, дизајнот на цел овој проект. Јас бев задолжена за физичкиот дел од овој проектот. Користев CNC машина за да го направам физичкиот изглед на проектот. Колегата Христијан поќе работеше на презентацијата, јас му бев тука мала помош со дизајнот. Нешто кажа што јас не го разбрав. Па еве да ни објасниш за што се работи. Мојот дел, значи јас користам CNC машина, тоа е машина која што работи со ласер, која што сечи дрва, може да прави како дизајни на дрва, нешто да биде испишано или нацртано. Јас бев задолжена за тој дел, користев специјален софтвер, односно апликација. Со тоа јас бев задолжена за физичкиот изглед, да биде проектот повидлив, поинтересен, поќе да привлечи внимание од клиентите, во случајот поголемо внимание од комисијата која ги оценуваше презентациите. А презентацијата ја работеше? Јас ја работев презентацијата, работев повеќе на дизајн, таму каде што можев да поможам, работев во апликацијата Canva, го правев икони за апликацијата, презентацијата таму каде што треба некои информации и дизајнот. И сега помошта од менторите, но првенствено од професорката. Да, од професорката Александра Колевска. Ова се работи кои што ги учите постојано или ги учите во текот на вашето учење во техничкото училиште, некои кои што се заинтересирани повеќе од областа и нешто надвор од училиштето или во некои други школи, приватни, но и самите како индивидуи, доколку сте заинтересирани, барем можностите сега се големи, можете сами да ги добиете информациите за тоа како нештото да се направи. Истражувате, работите на ова поле? Јас работам на проект во дизајнирање на игри, работам таму на пракса и работам во слободното време. Емилија, ти? Јас ова знаењето со CNC машината, ако збораме за тоа, за физичкиот модел, го имам стакнато надвор од училиштето, со помош на татко ми од негова страна, бидејќи треба ресурси за тоа, треба дрва, треба повеќе финанси, а и апликацијата што ја користам не е бесплатна. Но мислам дека на училиште може да се стекне дел од ова знаење, зависи на што смер се повеќе насочени децата, дали е со компјутерска техника, автоматика или дали се на машински смер, но мислам дека двете може да се комбинираат. Во секој случај треба да се има желба, првенствено нештото да се научи, а кога се има желба, тогаш ништо не е тешко, велат и сите препреки може да се пребродат. Сега, работевте на апликација или на решение за решавање на еколошки проблем, еве да речеме загадување на воздухот во Битола конкретно, нешто што треба да го работат луѓе кои што се свесни за еколошките проблеми. Колку младите денеска се свесни за она што значи еколошки проблем, не само загадување на воздухот, туку и отпадот е тука и се она што го носат климатските промени. Нашата иницијатива за започнувањето на проектот беше ниската свесност, најпрво загадениот воздух и ризикот од здравствени проблеми. Ние сакавме да ставиме акцент повеќе на свесноста, бидејќи луѓето не се свесни каков воздух дишат и што проблеми има околу нас. Значи сето тоа го има веќе во апликацијата? Да, во апликацијата можете повеќе да го прашате мојот колега Димитар. Тој има направено дел каде што може да се провери загаденоста на одредени делови каде што се наместени сензорите. Таму може да се провери нивото на загаденост, влажноста на воздухот и други делови. Ајде да го слушнеме
Димитар да ни каже нешто повеќе за ова, значи на апликацијата што се има, освен ова што го кажели, подобро објасними ги работите. Па првично кога еден корисник ќе се регистрира на апликацијата, може да го воочи нашето лого, кое е одлично, исто така го изработи Христијан. Откако ќе скролла на страницата надолу, може да ги најде сите работи кои ние ги решаваме со нашиот проект и да ги воочи сите настани на кои ние сме учествувале. Во делот за информации може да ги види сите информации кои сензорот ги дава за одредено место во Битола, а исто така може секој корисник да ги примети своите поени, кои може да ги заработи преку настаните на кои ќе учествува. Имаме таму примери за настани во моментот, но кога ќе се реализира апликацијата, се надеваме дека навистина ќе реализираме такви настани. Еден од тие примери е да се собереме во паркот, каде што повеќе корисници ќе дојдат и ќе го исчистиме градскиот парк во Битола, и за тоа секој корисник ќе добие поени, кои потоа може да ги користи за да добие одредени награди или да ги потроши на некои да останати средства. Тука е веќе и она што значи поддршка од општина Битола, што значи дека ова зборуваме сега за нашиот град, за Битола, може би понатаму она што вие ќе го изработите, ќе го доработите практично, и тие собрани поени да може да се искористат каде? Тука општина Битола може би ќе може повеќе да излезе во пресред. Па така, ние се надаваме на вистина на соработка со општина Битола, а и со други институции, нормално, кој сака да се вклучи, да помогне. Ние сме отворени за соработка со било какви компании, институции и останати организации. Во секој случај, ова што го кажувате значи дека ова треба да биде нешто одржливо, нешто што ќе трае, а нема да биде само за месец, два, три, потоа да го снема. Информации кои што ќе треба дополнително или постојано да се ажурираат, би рекле. Па така, нашата идеја е да се постават сензори на повеќе места во градот, каде што ќе можат да се отчитуваат вредностите за состојбата на воздухот во тој дел, и тоа се да биде прикажувано на апликацијата, каде што секој корисник ќе може да го види тој, например да одлучи каде ќе оди тој ден, каде што е најмалку загадено. Со тоа ќе се подигне нормално и свеста на граѓаните, и преку настаните кои ги имаме, се надеваме дека ќе има повеќе луѓе кои ќе сакат да учествуваат на тие настани и дека ќе помогнат да го решиме проблемот со загадувањето во Битола. Ако не целосно, барем делудно, или пак барем да се подигне свеста уште повеќе, не само на граѓаните, туку можеби повеќе на она што значи локална самоуправа, за да можеме подобро да живееме во градот. Добро, за крај, професорке, уште еднаш со вас да проговориме. Видовме веќе со одличен тим имате можност да работите, сте работили и понатаму ќе работите, но се надевам дека ова нема да биде единствен проект на кој што ќе работите, дека ќе продолжите и понатаму. Секако, значи не е ни прв проект, и претходно соработувавме со овие ученици. Секако дека ќе продолжиме и на овој проект да работиме, но и на останати проекти. Секако преку овие дополнителни активности учениците стекнуваат големи знаења, големи искуства, кои што ќе ги доведат до големи успеси понатаму. Јас заборавив да ве прашам за вашите планови понатаму. Додуша некои се втора година, некои се веќе четврта. Што планирате? Хајде со Емилија ќе почне. Јас планирам да продолжам на факултетот од кога ќе завршам со средното училиште. Вака сега, како што бевме на хакатонот со климатонот, ме привлекува ФИКТ. Многу ми се бенди со програмата што има ја поставено. Од прво јас сакав да одам во Финки, во Скопје, па и имав планови за Словенија, но ме приврзува факултетот, да. Па можеби ќе продолжам таму. Добро. Вратите на ФИКТ се отворени за сите кои што имаат желба да продолжат таму, а дека излегуваат одлични кадри, од тоа те потврдува и вашата професорка. Вете, ја најавивме и како поранешна студентка на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Јас имам преостанати уште 2 години и планирам да се запишам негде на факултет. Во овие 2 години сакам... Имаш време. Имам време за размислување и планирам на повеќе конкурси да одам со професорката Александра Колевска. Да стекнуваш уште повеќе искуство и да видам пробави проекти.
Па моите планови се малку измешани во моментот. Зошто? Не можам да се одлучам каде точно ќе одам на факултет, се двалам дали тука или во странство, конкретно Словенија. Но знам дека дефинитивно ќе продолжам со оваа струка понатаму, дали целосно или само дел ќе видиме, затоа што се занимавам и со други работи надвор од училиштето, како што се музика и останати активности. Така да времето ќе си покаже и ќе видиме. Каде и да си, само ќе посакам да имаш и да бидеш успешен како и досега. Исто како што кажа мојот пријател Диме, малку сме измешани тука. Најверојатно бидел на роботика, сега точно кое место и каде точно не знаем. Имаш време да разгледаш. Има време, има. Има се уште, добро. Исто така и јас, како моите колеги, немам некој си конкретен план, но отприлика може да се продолжи некој факултет како што се технички факултети, а исто така и пробувам свој бизнес модел. Главно пробувам да го разработам мојот бизнес модел. За каков бизнес модел станува? Главно како маркетинг агенција. Сега починам како фриленсер, но конкретно ми е да го порастам и да веќе да стане како маркетинг агенција и нешто повисоко. Добро, значи очекуваме маркетинг експерт и втора година си ти, меѓутоа имаш време за размислување, но имаш планови. Така е. Јас имам план да одам некаде на факултет, но немам уште одлучено кај би одел, па по наредниве 2 години зависи какви искуства ќе стекнам и зависи кон што ќе се насочам. Во секој случај, се надевам дека ќе го направиш вистинскиот избор. И јас така се надевам. Ви благодарам на сите што одвоивте време, што бевте гости во програмата на Универзитетското радио КЛФМ Битола. Благодарам и до вас, професорки, или благодарам Александра, што успеа вака убав тим на ученици да собереш и да ги донесеш тука кај нас во студиото. И ќе посакам и понатаму успешна работа и да не радувате и со други вака убави проекти и освоени награди. Ви благодариме и ние од име на целиот тим, Екомакс тимот, и ние исто така се надеваме на уште поголеми успеси и уште подобри проекти во иднина. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани слушатели, тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио КЛФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, уреди водеше главниот одговорен уредник на Универзитетското радио КЛФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Бидете понатаму со нас на 90,8 МГц. Да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон
njega, ljubi me i gušni me jako, jako. Skrši me kako staklo, ljubi me, samo ti znaješ kako. Gušni me jako, jako. Сега на sve sami, što ti fali, samo kaži, zašto duri i vo leto, ti si lana, kako januari. Сега na sve sami, što ti fali, samo kaži, zašto duri i vo leto, ti si lana, kako januari. Ljubi me i gušni me jako, jako. Skrši me kako staklo, ljubi me, samo ti znaješ kako. Gušni me jako, jako. Uklo FM Bitola, februari 2025 godina. Uklo FM 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk